Следна тема во студио 1, како што најавивме и во генералната најава, е сајбер криминалот и неговото ширење и раст практично и во светски рамки, меѓутоа и кај нас. Јавните личности се особено и најчесто главна мета на хакирање на нивните профили по социјалните мрежи и можна злоупотреба за различни цели. Во разговорот кој што следи, предлагам да направиме со еден прилог кој го подготви нашата колешка од Шоубиз редакцијата, Габи, така, која што практично ќе даде слика за она во каква состојба е сега практично борбата против сајбер криминалот во земјава. Комуникацијата преку социјалните медиуми е една од најпопуларните активности на интернет. Истражувањата покажуваат дека социјалните медиуми се трета најпопуларна активност по проверувањето на мејлови и читањето, а на мобилните уреди дури и попопуларна го завзема второто место. Напаѓачите континуирано ги пребаруваат социјалните медиуми во потрага по податоци што корисниците ги оставаат. Според најновите статистики се покажува дека интересот на хакерите за социјалните медиуми не попушта. Корисниците на паметните телефони се наоѓаат во уште поголема опасност поради тоа што измамите преку смартфони потешко се забележуваат. Бројот на жртвите варира во зависност од користениот уред, но и од местото на живење. Неовластен пристап континуирано пријавуваат корисници од Америка, Кина, Русија, Јапонија, сите земји од Западна и Источна Европа. Социјалните мрежи бележат пораст на сајбер криминал во Македонија повеќе во однос на компјутерски сајбер криминал. Содржините што се објавени на интернет не може да уживаат приватност и сигурност, а заштитата на личните податоци почнува од корисникот, кој треба да има на ум дека она што еднаш е објавено на интернет, таму останува за секогаш. Последна жртва на сајбер криминалот кај нас беше познатата водителка и ТВ лице Лила Филиповска. Вчера се прошири информација дека нејзиниот Инстаграм профил беше хакиран дури од IP адреса од Њујорк. Лила, ја имаме денеска во студио 1. Здраво, Кико, првин до тебе, до Васко, може би првин требаше до гледачите на 1 ТВ, како и да е. Добар ден и драго ми е што ме поканивте за да дадам одговор на некои прашања и дилеми и трилеми. Ништо, првото прашање, Лила, зошто ти? Затоа што си една од највлијателните инфлуенсери во Македонија? Знаеш како, првин сега да ти кажам дека она жртва која ќе го слушнам многу непријатно ми звучи. Меѓутоа не можеш поинаку да го наречеш тоа, бидејќи навистина бев жртва на некој хакер. Зошто јас? Па види, малку за кратко ќе видите дел од разговорот помеѓу мојот асистент Спасе и хакерот. Имаме тие скриншотови нели кои што ги има во ДМ. Зошто јас? Па очигледно тој објаснува зошто. Затоа што му треба мојот профил, затоа што сака да ги искористи моите фоловерси, да искористи платформата која што сум ја направила, да ги избрише моите слики, да си стави своји слики, да си направи, значи, свој акаунт кој што тој ќе си го после тоа ќе си го расте и тоа е тоа, многу едноставно и многу јасно. Во кои цели можеше да биде злоупотребен твојот профил? Па првин кражба на идентитет. Тоа е она што најмногу ме плашеше. Како и кога дозна дека твојот профил е хакиран од лицето кое вака, значи зашто меѓу другото ми е драго што сум тука во живо, нели да можам да го кажам тоа. Да не отвараат пораки кои што ги добијат во инбокс, небитно дали е тоа Facebook нели или Instagram. Ако не се сигурни, сомнителни пораки, така е, види сега, тие пораки, напротив, во прв момент кога ќе ги прочиташ се многу јасни, лажни се, изгледат како да се навистина од Инстаграм, јас добив таква порака, како Инстаграм ми вели као хај Лила, ако за до 12 часот не го смениш пасвордот, ќе сметаме дека ова не е твој акаунт, затоа што имаме као најави дека некој сакал да влезе во твојот профил. И тоа е една од замките практично? Така е, тоа во тој сајбер свет се нарекувало фишинг. Тоа е нешто што моите пријатели IT инженери ми го кажа, или пецање, ловење, како и да му дојде, и ти сега во паника викаш, леле, чекај, ќе ми го скочат профилот и ти го пишуваш твојот пасворд, наводно го менуваш, и он автоматски ти му го отвараш, му викаш повелете на тацна. Тоа е неголемата грешка. Значи тоа е она што сакам прво да го кажам. Ако не си сигурен, сите имаме ние пријатели кои што добро го барата, да се изразам, ги барата компјутерите и техниката. Така е, прашајте си, значи што на некој начин сама сум си виновна затоа што едноставно не размислив, не, ми текна, ама доцна. Лила, што прво направи кога дозна дека ти се случило? Па сакав да плачам. Така? Се шегувам, не. Па ме фати паника, да. Она што ме праша сега, Кико, што најмногу ме плашеше, кражба на идентитет.
правим тоа. Па јасно и злоупотреба за секакви цели. Злоупотреба на инбокс. Имаш информации инбокс. дека за некаква кампања бил Имаше шпекулации дека првичната станува за идеја маркетички трик. Па да, види, мене толку ми е потребен маркетинг да се земав сама измислувам дека ми е хакиран профилот. Брише слики. Па си избришав слики до 2017. нова година 2017 година, тоа може да го видат. Па си ги избришав луѓето кои што ми се пријатели само за да направам маркетинг. Мислам луѓе до кај ви оди паметот. Мислам како поинаку да се изразам. За мене ми треба маркетинг. Дали мене ми треба маркетинг? Ме прашувам, сериозно. Имам емисија секој божи ден на телевизија. Гледана емисија имам, јавно телевизиско лице сум. Највлијателна на социјалните мрежи преку Facebook и Instagram. Меѓу најпознатите, како се вика, јавни личности кои што имаат социјални мрежи, Instagram и сега јас од што немам што да правам, земав да лажам дека го хакирам. Мислам, луѓе, hello, дали сте нормални? Прв пат ти се случува ова? Па, на овој начин да. Порано нешто знам со ФБ некој така влигувал ово, онема не нешто така страшно да се случи и да бидам вака уплашена. Дефинитивно не. Добро, ова е сериозен проблем генерално, веќе збориме за кражба на идентитет што го рековте. Тоа е првото, само тоа да ти докажам. Значи тоа е најмногу на што ме плаши. Пријави? Да бидам искрена, само ти кажам, од пораки и од тоа не ми е страв. Не сум луда да имам нешто, нели, што би ме плашело сега дека некој тука нешто. Навистина не сум луда, ниту функционирам на тој начин. И значи нешто што би ми толку искомпрометирало, слободно ќе им ги отворам кој сака нека ги чита пораките. Ниту тоа ме плашеше, ниту сликите, и тие нека ги избришат сите, нови ќе направам. Она што најмногу ми беше кражба на идентитет е мојата работа како инфлуенсер. Јас имам договор со сериозни клиенти. Па затоа беше прашањето, дали токму затоа профилот на Лила Филиповска бидејќи една од највлијателните инфлуенсери од Македонија? Па, веројатно, затоа што пишува. Да појасни ми на гледачите што значи инфлуенсер. Пуштете ги на крајот. Инфлуенсер, веројатно знаат, затоа што веќе секој втори инфлуенсер. Блогер, инфлуенсер, манекенка, моделка, сите се денес благодарение на Инстаграм и на ФБ. Меѓутоа, луѓето нека се забавуваат. Инфлуенсер е, значи, некој кој што самиот збор инфлуенсер значи влијание. Значи некој кој што има влијание на широки народни маси во различна сфера. Од општествен карактер, од комерцијален карактер. Често пати својот Инстаграм профил го користише во комерцијален карактер. Дали можеби тоа е една од причините за злоупотреба? Па, веројатно да, затоа што кога ќе ги пуштите разговорите помеѓу асистентот мој и хакерот, или како веќе да го наречам, ќе видите дека тој му објаснува, онака тука е дрзок да, онака мртов ладен му вели, мене ми требаше тој профил. Ајде да покажете. Може преписката, да, преписката може да ја погледнеме и да искоментираме по тоа. Може, ајде. Ова твојот профил на Инстаграм. Ајде. Еве комуникацијата помеѓу тимот на Спасе Јовановски. Значи, ова сликичката на Лила е фактички тој, не сум јас, а другиот е Спасе. Овој му вика врати го профилот на Лила. Како течел разговорот помеѓу Спасе и човекот од Њујорк. Вели сакав, демек, на што добро да се разбереме. Спасе го праша дали му треба пари, вика дека не. Така е. Значи, мојот тим реално рече, луѓе, дајте да му платиме, нека го врати, знаеш. Меѓутоа не му било до пари. Апсолутно не, еве. Он вика, кажи ми што сакаш. И вика, дај ми го твојот телефон да ти се јавам. Кој ќе завршам, вика, кој ќе завршам со тоа што јас имав намера, ќе ви го вратам, можеби. Спасе му се заканува тука во стилот на опасен звер. И овој му вели, го кажува како он сега влегол, вели дека не е смешно, Спасе. Добро, сега ми го сменивте, не видов. Пак овој му вика, ќе се видиме. Мртов ладен. What is wrong with you? Зошто ова го правиш? Што сакаш? Дајте го само она каже што... Добро, ова е всушност монтажа, да. Каде што кажува... Еве вика, тој автоматски ми отворил втор профил. Така е. Каде што вели, јас ќе ви помогнам, да не се секирате вториот профил. Само оставите овој профил што ви го хакнат. Да. Вели, ништо не ми можеш, вели, моето седиште е во Њујорк. Еве го користам, еве го, за промоција и може би после 2 месеци ќе ти го вратам. Мене ми треба ете така за некој. Горет, како го врати профилот? Па не го врати он. Како го врати ти? Па, ја не го вратив ни јас, да не се лажеме.
го вратија луѓе кои што знаат да разбират работат. и- Апсолутно, да. Дали пријави во Комисија за заштита на лични податоци во МВР имаат оддел за сајбер криминал? Така, има оддел за сајбер криминал и се надевам, значи мојата цела е првин да, ако успееме да го најдеме, бидејќи јас лично Сметаш дека од Њујорк навистина? Може би е таму, но јас сметам дека е некој кој што знае која сум јас или навистина од таму има екипа, има тим од овде кој што знаат која е Лила на крајот на криштата, како мојот. Зошто Добре, ние имаме изјава од портпаролот на МВР, Тони Ангелковски. за тоа што оддел за сајбер криминал во МВР превземе и работи во вакви случаи. Мислам дека е подготвена васка така. Да, може да ја пушти Ајде, аш ме режија. интересира да видам што ќе каже. Во ред ја подготвуваат, предпоставам, изјавата. Добро. Лила, пријави во Комисија за заштита на лични податоци? Искрено таму не. Не стигнав. Ова бидејќи бев вчера и на снимање меѓу другото. Зошто? Затоа што многу кажувам брзо. дека ова е Да. практично сериозен проблем. Сега може да каже, нели, може секому да му се случи Апсолутно. на сите корисници на социјалните мрежи, само но тоа. овој разговор ние го водиме практично за да отвориме очи кај сите корисници на социјалните Така е, мрежи, така да е. го отвориме прашањето дали практично ја губиме битката со сајбер криминалот и како мислам- можеме да се заштитиме. Лека по лека Тоа е мислам целта дека ја практично губиме. на Види, разговорот. постојат некои заштити, уште еднаш ќе кажам. Значи, не сум јас аналфабета, како се вика, кога станува збор нели за компјутери, Добро. нитоа не сум ни толку стручна. Но не тие заштити не се гаранција, нели? Така. Антивирусни програми, Така е, сложени постојат пасворди. варијанти, ама никој ништо не ти гарантира. Ете, можеби е добро да мафтато вие поиве. Можеби Во е добро режија, да значи ги ми менуваат. јавуваат дека Готов ја е. имаме изјавата од Сакам да МВР. речем да ги менуваат пасвордите што Почесто? почесто. Да. Ајде да слушнеме изјавата од МВР. Секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи постапува исклучиво по добиени пријави од физички и правни лица за одредена злоупотреба на социјалните медиуми. По утврдената квалификација на кривичното дело се поднесува известување до надлежното обвинителство со цел запознавање со пријавата и воедно издавање барање за прибирање податоци адресирано до социјалниот медиум Facebook, Instagram или друг, со цел добивање логови и IP адреси од регистрација и пристапување на профилот. По прибирањето на потребните податоци од социјалниот медиум и нивна анализа, се преземаат дополнителни действија, проверка на IP адреса и утврдување нејзин корисник, со цел утврдување на идентитетот на сторителот на кривичното дело и поднесување соодветен поднесок до надлежното обвинителство. Еве сме. Да, Лила, каков одговор доби од МВР кога го пријави случајов? Тоа се јави Спасе и треба да одиме лично да се видиме, така што тоа ќе го направам утре. Верувај дека денес немав сила буквално за ништо. Оти бев 24 сати навистина под стрес што ќе се случи со тој Инстаграм. Уште еднаш ќе кажам затоа што јас имам и работа со тој Инстаграм, затоа што имам ќе кажам кражбан идентитет и навистина не беше седно, а при тоа во меѓувреме дури и работев. И денес одспав, одморив и дојдов директно кај вас. И ништо друго нема да правам. Ако не Боже, не успеевте да го вратите профилот, ќе почнеш од поново пак? Бидејќи ова ти го работиш на профилот више неколку години, така ако не се лажам. Така е, така Се е. долги години, фотографии, нели, Така е, така е. соработки со познати брендови. Знаеш што, јас во меѓувреме секогаш имам план Б. Така. Јас веќе во меѓувреме правев стратегија како јас повторно ќе направам профил кој што за кратко време ќе биде Не, да бидам без искрена. фановите. Види, ниту без моите фоловерси, ниту без моите клиенти. Апсолутно, така да, ли да, е? да. Така што јас на крајот на краищата заработувам луѓе од тоа. Мислам, зошто тоа? Знаете ли како да ви кажам, еве, некој кога мајка ми на пример ме праша, добро Кирко, што е сега работала? На жената ништо не беше јасно. Ја викам вака. Тоа ти е буквално вака. Собираш пари 5-6 години, се мачиш и собираш пари да купиш нова кола. И ти купуваш нова кола, влегуваш да го свртиш првиот круг, како тргнуваш и ти доаѓа некој и те фаќа вака за уши. Ти вика И ти моја вика, кола. А излага од колата, затоа што решив од денес јас ќе ја возам твојата кола. А можеби за 1-2 години ќе ти ја вратам, а може нема да ти ја вратам. Буквално така. Значи, него му текнало, да се разбереме, многу е страшно, не него. Овој сајбер криминал зошто е страшен? Овие луѓе го работат само тоа. Тоа е најстрашно. Тоа ниф им е работа. Како што Тоа е заработувачка. Така е. Новинар, водител, ние си имаме професија, камерман, небитно. Значи, секој со своите професии, на нив тоа им е професија. И они цело време тоа го работат. Многу луѓе се оштетени, луѓе ограбени се, картички,
милионски суми. Јас не знам навистина кај ќе терам. Да, сајбер криминалот не е само за Тоа ти велам, не е само така. Или најзастапен е токму преку онлайн плаќањата, да речеме, на картичките. Тоа ти зборува, мојот дури е најмалиот проблем. Не дека е, знаеш како се некој Добре, ќе каже, кражба на идентитет не е мал проблем. види, се некој накаде леле оваа па со Инстаграм профилот, верувам дека има и такви кои што тоа ќе го кажат. Меѓутоа луѓе, тоа е мој начин на живот. Јас живеам, јас сум јавно лице, јавна личност, јас заработувам од тоа и зошто мене некој туку така и при тоа пишува и е дрзок и се расправа и кажува дека Можеш ова да влие врз своите клиенти? Па нормално на кај да ги презентирам јас на 1000 фоловерси? Така и ретко кој во Македонија сега. има преку 116.000 следбеници на Инстаграм, така и Да ти кажам искрено, јас Нема гледам многу својата работа, не следам, ниту Јас ги следам, пратам, ниту ги бројам. нема. Тебе тоа ти е работа, мене тоа не ми е работа. Навистина нема толку. На една рака Еве ти може да се кажи ми. избројат. Така На една е. рака може да се избројат тие што имаат преку 50.000, а не зборам за 100.000 и повеќе. Види, клиентите се рекламираат кај мене, првин затоа што сум таа која што сум, второ затоа што имам на кого да го испрезентирам тоа. Имам 116.000 на Инстаграм, имам 100.000 на нешто на ФБ, Facebook. имам 46.000 на фанпејџот. Тоа е сериозна бројка на Медиум, луѓе буквално медиум е кои тоа. што следат, така што секој сака да се рекламира таму каде што ќе биде виден. Например, мене една клиентка, Елза ето од Адоргул, ја поздравам, вели вака, јас тебе не те познавав, не живеев тука. Ти го следев Инстаграм профилот и реков вака, кога оваа жена може мене да ми го продаде тоа, а не ми треба, а почнам да размислам дека сакам да го купам, тогаш може да го продаде мојот производ. Значи незиното злато. Апсолутно. И така и соработувавме и се уште соработуваме. Така што тоа доволно зборува зошто мене ми беше и ми е битен овој Инстаграм профил. И зошто се крена фама, и зошто ниту е лага, ниту е маркетиншки трик. Мислам да се разбереме. Да не бидам сватена дека тука дојдов да демантирам и таму на некој кој што нема друга работа, ќе му се правдам. Ма, немам намера се правдам, бре. Овде практично говориме за не се правдам, сакам да им кажам дека не бидат плитки во мозоците, луѓе. Дајте, отворете ги мозоците, сконцентрирате се да работите, да правите убави работи. Престанете со тоа хейтање, со тоа озборување, со дајте, животот е толку убав. Се вратив завчера од Милано. Утре дента, наместо да раскажам како сум поминала во Милано со син ми, јас се расправам со некоја будала хакерска што ти се случило на Инстаграм. Како? Ќе раскажуваш што ти се случило на Така Инстаграм. и сега ќе коментира таму или доле кои што немаат по паметна работа, дали е тоа маркетиншки трик. Да, мене вие ми требате за маркетиншки трик, да земам да лажам дека е овој како се вика. Сега пасвордот е со 50 символи, 50 бројки, букви. Васко, дај ми пенкало, ќе ти го напишам, ама само ти да го имаш. Ако го пробала, ќе знам дека си ти да знаеш. Нема, јас да видам сигурно. Види, не може да го пробала, ти колку сакаш ти символи имај. Знаеш. Апсолутно, тоа не значи ништо за тие што се разбираат во хакерски. Уште еднаш ќе кажам. Кико, да не заборавам. Само консултација со луѓе кои што ги разбираат работите. Нека не отвараат мејлови и некои спамови и пораки кои што не им се јасни. Линкови кои што не се сигурни. Значи, нешто кој ти е сомнително веднаш кај човек кој што тоа го знае, на крајот на грешата плати му. Јас тоа сега го правам. Ќе платам, а сега ќе барам и адвокат да видам како е тоа и дали е воопшто нешто можно. Па јас тоа сакам да те прашам дали се задоволи со тоа што си го врати профилот и може да продолжиш својот бизнис или ќе ја тераш работата до крај? Не, јас сум човек кој што се што се фатил и тера до крај. Значи, без разлика дали тоа работата, нели која што работам, без разлика зборувам за што и да тргнам да правам. Ке бараш одштета? Па ако е милионска, да, ако не, во секој случај ќе поделам во хуманитарни цели, тоа да се разбереме, значи би барала одштета не за себе, туку некаде каде што можам да помогнам, затоа што некој таков заслужува да биде казнет. Меѓу 3 и 5 години затвор се лежи за кражба на идентитет и за ваков криминал. Во Македонија? И затоа, да, тој по закон е. Така што, да. ова мора итно да почне, да се применува за да луѓето малку се... Затоа го отворивме ова прашање во студио 1, за да се крене свеста. Така е. Ви благодарам. Дека ова е кривично дело. Убава идеја, во секој случај благодарам за тоа што се сетивте и што ме поканивте и што на крајот што оде тоа ексклузивно и го кажувам. Сега си како гостинка. Дали може некојаш во иднина да те чекуваме како домакинка во 1 ТВ? Око домакинка ќе кажеш, мислам кафе да ви варам. Кафе да направи. Да сме живи домакинка за гледачите. Да сме живи и здрави. Моментално сум домакинка во Сител, а животот не се знае што носи. Овде си добре дојдена. Јас сум секогаш тука добре дојдена, така е, така што Јас само сакам да упатам јавна покана за да немаш можност за да одбиеш некојаш во иднина. Тама работа. Јас тука ќе бидам секогаш во ваше друштво, а во која функција тоа ќе се договориме.
Благодарам и на тебе и на Благодарам што беше гост, вашиот Лука. директор Ти благодариме, на Лила. поканата и секако на вашите гледачи ви посакувам многу успех, ете така да бидете вака расположени, да имате поубави теми од оваа мојава, меѓутоа се сепак теми од реалниот живот со кои што ние мораме да се соочиме, Од затоа што широк животот интерес. не е секогаш розов и не е секогаш Милано. Видов. Така. Само што се вратив. Благодарам. Лила, благодарам за гостувањето во Студио 1. Така. Васко, ти благодарам и тебе. Ова беше Благодарам. практично дел од шоу-биз кој што ти обично го водиш од пултот. Меѓутоа овде денеска Имавме вонредна заедно. ситуација и моравме денес да се најдеме Ова тука. беа вонредни вести, многу Да. битни и тоа е тоа. Се гледам. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме ние со останатите содржини после шоу-биз, секогаш е делот предвиден за мода и Сергеј Варошлија. По кратката пауза следува неговите модни критики.